Тука ние имаме буквално секојдневни проблеми на кои не гледаме никакво решение. Постојано има скандали во однос на монополот, на со сметките за струја. Здравството, ако сакате, таму мислам дека генерално освен скандали, затоа што јас сум дел и од Комисијата за здравство во собранието, ние имаме ни такви ужасни кадровски решенија моментално на директорите и јас не гледам дека приоритет на оваа влада е да се посвети тука на лошите економски и на лошите социјални прилики, туку ние гледаме една целосна дипломатска офанзива и како да кажам, некои фалби од премиерот дека ние некаде предничиме. Ние единствено предничиме можеби по ужасот во здравствените болници и дното на кое се наоѓаме и во однос на економскиот развој и во однос на социјалниот стандард. Мене ме ужаснува тоа што и тоа е типично секојаш кога има на десничарска власт дека се остава работниците и газдите да се договорат околу минималната плата. Поентата на владата е да ги заштити оние кои се помалку мокни, во случајов работниците кои работат од плата и кои зависат од волјата на работодавците. И ние гледаме едно целосно изземање од страна на владата, додека гледаме како нивните профити растат. Јас ќе спомнам само еден случај. Податоците кажуваат дека додека материјалите, градежните материјали се намалува цената, ние имаме зголемување на цената на квадратот. И сметам дека тие се проблемите на кои ова влада треба да стави фокус.